Отворен ден на Фондот за иновации и технолошки развој што го објави четвртиот повик за поднесување проекти за инструментот за кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва и за кофинансирани грантови и условени заеми. Колкав е интересот кај младите за да отвараат свои мали и микропредпријатија? Ана Торевска, Ана, имаат ли идеи младите? За младите кои што сакаат да започнат стартап или спинап бизнис, или за индивидуалните истражувачи кои сакаат да ги реализираат резултатите од сопствените истражувања. Фондот за иновации и технолошки развој обезбедува средства за финансирање на иновативни проекти. Во тек е четвртиот повик. За што станува збор? Четвртиот повик за доделување на средства преку инструментите за стартап предпријатија и комерцијализација иновации е објавен на 3 февруари, трае 90 дена до 3 мај. Сите заинтересирани може да аплицираат за грантови до 30.000 евра за стартап предпријатие и до 100.000 евра за комерцијализација и иновации. Вкупниот износ на повикот изнесува 1.450.000 евра. Која е целта на овие инструменти? Првиот инструмент за стартап предпријатија и за спинов предпријатија е наменет за иновативни проекти, односно проекти кои што подразбираат некаква новина, нов производ, нова услуга, нов процес кој што би бил развиен од страна на предпријатието и понатаму би излегле со готово решение на пазарот да го продаваат истото и да заработат. На тој начин компаниите се поконкурентни, имаат можност да остварат поголеми приходи и да креираат нови работни места. Во однос на комерцијализација и иновации, овој инструмент е наменет за позрели компании, за микро, мали и средни предпријатија кои што имаат веќе некаков прототип и кои што истиот со средства од фондот до 100.000 евра би isfinansirале активности за понатамошни истражувања, развој, дизајн, развој на пилотни линии и на крај би го пласирале на пазарот. Кај нив обезбедуваме поддршка и за маркетинг и други активности со цел продажбата да биде поуспешна. Согласно искуствата од претходните 3 повици, овој пат имате олеснителни околности. Зашто станува збор да ги информираме граѓаните? Фондот секогаш помеѓу повици ги користи оние информации кои што доаѓаат од теренот, од апликантите, од корисниците на средства и се обидуваме да ги подобриме процедурите. Со самото тоа што сме нова институција, сметаме дека може да биде секогаш и подобро од она што сме го сработиле. Во изминатите повици имавме неколку процедури развиено во кои што мониторингот, контролата на корисниците, како одат на терен сите активности, како ги спроведуваат проектите, дали резултатите ги остваруваат или не, трошоците дали се спроведени како што треба и слично. Сето тоа е сега олеснето со цел да не ги оптоваруваме премногу бизнисите во процесот на спроведување на проектите и повеќе да се фокусираат на развојот на иновацијата, затоа што навистина одзема многу ресурси. Во однос на стартапите, го слушнавме гласот на стартап заедницата и оној инструмент кој што беше предвиден за обезбедување на средствата, Медница, го отстранивме во однос на барањата при аплицирање и при имплементација на средствата со цел да изградиме една доверба со бизнес секторот. Олеснителни околности има и во самата процедура за аплицирање, намалена бројот на документи кои што ги бараме при аплицирање и секако целиот процес е сега електронски. Каде може да се аплицира? Може да се аплицира преку веб страната на фондот, има линк преку кој што се пристапува до овие инструменти. Треба да се одбере вистинскиот инструмент и да се пополни апликацијата. Така. И кажете ни досега какви проекти поддржуваше фондот? Имаме доста интересни проекти од различни сектори доаѓаат. Би ги истакнала проектот на Gordian системи. Се работи за иновативен начин на грижа за стари изнемоштени лица и лица со посебни потреби. Верувам дека овој проект е интересен и за Македонија, меѓутоа и во други земји каде што популацијата старе и потребна е грижа за ваквите лица. Сите заинтересирани ќе имаат можност да се сретнат со основачот на Gordian системи во четврток на 9 февруари и да го прашаат како поминал низ процесот и како го имплементирал решението. Им посакувам на сите овие корисници да бидат успешни и после поддршката на фондот, а за сите оние што се колебаат дали да аплицираат не, да ги охрабрат да им бидат позитивен пример. Се надевам дека сите заинтересирани ќе може да присуствуваат на некој од настаните што ги организираме за информирање и да дојдат во контакт центарот на фондот да се информираат повеќе околу аплицирањето.
Директор, ќе ви благодарам за разговорот. До сега од Фондот за иновации и технолошки развој беа поддржани 37 предпријатија со буџет од над 1,5 милиони евра и во наредните години, како што најавуваат од фондот, овој начин на кофинансирање ќе продолжи за поддршка на иновативни предпријатија.